Понеделник 17 март, кратки вести во 12 часот. Катастрофата што вчера се случи во Кочани е трета најголема трагедија од осамостојувањето на Република Македонија по бројот на жртви. Првите две се урнатите авиони во Скопје и во Охрид. Во авионската несреќа на Авиоимпекска е Охрид на 20 ноември 1993 година загинаа вкупно 116 лица, од кои 108 патници и 8 членови на екипажот. Еден патник првично ја преживеа несреќата, но подоцна им подлегна на повредите. На листата е и несреќата од 2009 година со потонувањето на бродот Илинден во Охридското езеро во близина на кампот Елешец. Животите ги загубија 15 лица, а со бродот во моментот на незгодата се превезувале 45 патници. Сите загинати патници беа од Бугарија. Сите пациенти кои се згрижени во болниците се во стабилна состојба. Вкупно се хоспитализирани 135 пациенти, од кои 84 во земјава и 51 надвор од Македонија, истакна министерот за здравство Арбен Таравари по утринскиот состанок на кризниот штаб. Потенцира дека од вчера сите пациенти од болниците во Кочани и Штип се преземени и се пренесени во болниците и клиниките во Скопје. Генерално најголем дел од пациентите се со изгореници, потоа со фрактури и неколку се на дигестивна хирургија. Најголемиот дел се над 18 години, има само 7 малолетници. Ги повика сите кои биле вклучени во трагичниот настан, а не се пријавиле и да имаат и да немаат симптоми да посетат барем матичен лекар. Обвинителскиот тим кој работи на истрагата за утврдување на причините за трагедијата во Кочани од утрово е проширен за уште тројца и сега брои 9 обвинители. Од дополнителните наредби издадени синоќа, една е за градолошко вештачење на потписи на одредена документација, вклучително и наредба за пребарување на серверите и на уште еден компјутер во Министерството за економија. Увидот во дискотеката продолжува и денеска, а во тек се и рочишта за определување притвори за лицата осомничени за случајот. Времето денес променливо облачно и нестабилно со повремен локален дожд, дува умерен до засилен западен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.